Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, очигледно дека Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги прави збунети своите советници, кои пате морам како председател на Советот да ги пофалам за воздржаното гласење за легализацијата на последната седница на Советот. Господа од ВМРО ДПМН, се прашувам за какви селективности зборувате. Дали ви се познати личностите Славе Гошев и Васил Пишев? Верувајте, првиот кој вчера се пофали дека може да троши колку сака, бидејќи ја има власта, изгради дивоградба и за ваша информација до денешен нема доставена комплетна документација до секторот за урбанизам и комунални работи. Вториот пак пратеник со изградени 4 дивоградби, повторувам 4 дивоградби, веќе има издадено урбанична согласност и пресметка. Сега кој е селективен? Општина Струмица или самобендисаните функционери на ВМРО ДПМН, од кои едниот не го почитува рокот за уплата од 10 дена и веќе 4 месеци ги нема уплатено потребните средства, ги игнорира законските прописи и не допринесува за буџетот на Општина Струмица. За да ги покријат своите слабости, ја манипулираат јавноста. Седниците на Советот на Општина Струмица се пренесуваат во живо и лесно може да разберат сите граѓани која зборува вистината. Да, во нашето општество има селективност, но тоа го прави веќе 6 години партијата кој владее на ниво на државата. За крај, дозволите да ве прашам вас, советниците од ВМРО ДПМН, зошто пред време ја напуштивте седницата и не гласавте да ги наградиме нашите спортски херои од Бокарскиот клуб Струмица, кој после 20 години ја освои шампионската титула и Купот на Македонија?